Здраво живо, јас сум Димче, добро дојавте во мојот скромен дом. Ово видео го снимам од внатрешноста на мојата кукичка, во која што живеам, а тоа е кукичката од земја, која што сите ја знаете. Се одлучив да снимам во кукичката затоа што е средина на февруар, па дува ветер надвор и нема смисла од снимање надвор кога не можеме да се слушнеме и слично. Меѓутоа, ете малку да снимаме од кукичката и да ви отворам една тема или да беседиме на тоа, на историска тема. Во историјата и во оваа тема и во оваа приказ не влегов случајно, ако верувате. Не ми е главна тема на каналот, меѓутоа, како што истражував за енергетски места, како што шетав низ Македонија, јас увидов на многу голема неправда која што се прави, а тоа е прикривање на македонската историја и нашиот континуитет на овие простори. Се што е пред римјаните е уништено и е класифицирано како грчко и слично, а после тоа се е препишано на римјани, грци и турци. Да не навлегувам во тие небулози, затоа е смешно, наоѓаат една паричка и викаат, оп, ова е римско. Например, сега користиме евра, ако најдам, ја некне видов 50 центи фрлени, што значи тоа, дека тука е Германија? Не, тоа не е никаков доказ, тоа не е никакво мерило за тоа кој ги направил тие места и очигледно е дека нашите стари градови се направени од нас македонците, односно од истиот народ што живеел од секогаш на овие простори. Меѓутоа, уште една интересна работа, која што увидов и за која што сакам да зборувам и да дадам светлина, е тоа како може некои од најголемите наши стари македонски градови да се поплавени, односно врз нив да се направени вештачки акумулации или езера. И сега, дали е тоа само случајност или е намерно уништување на нашите градови, кажете ми вие. Јас само ја начнувам оваа тема и ви кажувам што се случува, па понатаму ви одлучете. Еве ќе почнем со вештачкото езеро Калиманци, на кое што место постоело стар град Калишта, кој што е поплавен. Остатоци од стариот град може да се најдат на малиот остров кој што некогаш се појавува во езерото. Меѓутоа, доказите дека таму имало стар македонски град се огромни, меѓутоа направено е езеро. Потоа, Тиквешкото езеро, во чија што средина на сегашното Тиквешко езеро постоел огромниот и значаен град Тиквеш, кој што е поплавен. Остатоци може да најдете многу малце само на островот кој што го има таму, кој што се појавува во средина на езерото, и тоа е тоа. Потоа Прилепското езеро, кој што е направено врз еден од најстарите градови можеби во Европа. Потоа Велешкото езеро. Велешкото езеро е направено врз еден од исто така голем стар македонски град Кефало. Потоа Долно Орехово Битолско, мало вештачко езеро кое што е направено врз стариот град Керамидница. И гледајќи ги сите овие места, сите овие вештачки езера, како се направени врз старите градови, не знам што да мислам едноставно. Се повеќе ми се потврдува фактот дека некој пред наши очи во наша држава ни ја брише нашата историја. Зошто го прави тоа? Од кои причини, со кои средства и кој го поддржува, јас не знам. Меѓутоа, еве, земете ги езерата, тоа е факт, дека таму постоеле градови и дека се поплавени. Па натаму оставам на вас, вие кажете што мислите. Моето мислење е јасно. Јас мислам дека сето тоа е намерно направено за да се уништи или избришат трагите за нашиот континуитет на овие простори, затоа што едноставно тие големи сили им смета нашето постоење, очигледно,
нашите археолози и историчари се само нивна продолжена рака и слуги. Знам дека ова е остро, меѓутоа јас сум човек кој реагира на неправди, па макар и сам да останам, јас секогаш ќе останам на страната на правото, не на тоа римско право, туку на правото како насока, односно на светот прав. Јас сакам да живеам во свет кој што е прав, неќам да живеам во свет кој што е полн со неправди. Околу неправдите, исто така не можете да приметите дека неправдите се зголемуваат, наместо да се намалуваат. И со самото зголемување на неправдите, ние се доведуваме во опасност да живееме во неправеден свет. Затоа јас лично реагирам на неправди, на секоја неправда што се случува. Пример, едно од неправдите е што ми ја затворија станицата железничка, исто така и самиот железнички сообраќај е голема неправда за волку загадена земја да не биде развиен и ние да не реагираме за него. Тоа се само едно од неправдите кои што ми се мотаат во глава, се актуелни овој период и за кој реагирам. Исто така голема неправда за која што зборувам во ова видео е тоа зошто сите наши стари градови се поплавени и се направени вештачки езера на нив, а зошто тие градови што се останати не се доволно истражени и промовирани. Исто така кога сум кај железничкиот сообраќај, еден од најстарите градови и најинтересни во Македонија, кој што е истражен до некаде е Стоби. Исто така железничката станица до Стоби е затворена. И не можам сите вие работи кои ќе ги земам, сите тие прикривања, не можам да не мислам дека сето тоа е направено нарочно. Меѓутоа, еве, да седиме на таа тема и отвараме таа тема, нека си тече, па ќе видиме што ќе испадне. Јас сум тука да го кажам тоа што го гледам и тоа што го мислам. А околу овие градови, мислам дека е премногу очигледно дека не може да е случајност во луѓе сите градови да не бидат поплавени. Не знам, ако сакаме да бидеме политички коректни, тогаш ќе викаме, па да, не, се случува, случајно се, а таа политичка коректност не уби. Тоа додворување на тие политичари и слично не уништи. Ги направивме, не знам, по богови да ни се. А гледај шо прават. Гледајте шо прават. Ни се смеат и ни се ругаат у фаца. Ама ајде, тоа е друга тема. Да не ми оди таму мислата, да задржам оваа беседа на историскиот момент, односно на континуитетот на македонскиот народ. И верувајте, вака ако продолжиме, нас ќе ни биде се потешко и потешко да наоѓаме докази за нашиот континуитет. Иако на секој чекор имаме стари градови, стари населби, стари надписи, верувајте, се потешко ќе ни биде ако не речеме доста е, дај да видиме што имаме и дај да го зачуваме. Тоа е единствениот начин да почнеме да бидеме проактивни. Да се уклучиме и во тој дел од нашето живење. Знам дека историјата, некој ќе рече, па шо ќе ни е тоа не ни менува ништо во реалноста, меѓутоа не е така. Тој што контролира историјата, ја контролира и сегашноста. А тој што контролира сегашноста, одлучува за иднината. Затоа не е така тоа наивно и не се вложуваат толку напори и ресурси сето тоа да се направи, односно да се уништи нашата историја. Од уништување нашата историја моментално покрај Свети Николско се уништува Бела Зора градот, односно наводно се реставрира, сите се бетонира тоа и се што може ќе се уништи у таа работа. Тоа е проверен рецепт за уништување на нашите стари места, односно реставрација на старо место со бетон е идиотска работа за мене.
доколку се прави реставрација, нека се направи како што изгледало претходно, а не да се зачува само дел од изгледот, а друго се да се затрупа со бетон. Се што не одговара на тој наратив што го има официјален. Меѓутоа, ете, тоа се прави. Јас, како поединец, не можам многу да направам, да бидам искрен, затоа што гледате од каде доаѓам јас, гледате со кои ресурси располагам. Меѓутоа, верувам дека ќе успеам, можеби, да мотивирам други луѓе да се уклучат во приказната, па и оние почнат да истражуваат. И знаете како да бидеме како мали поточиња, тука едно поточе, тука едно изворче, тука капнало вода. И полека да со текот на времето се здружиме во една голема река, која што ќе ги однесе сите тие историски неправди и никој нема да може да ја запре. И токму со оваа порака ќе го завршам видеото, дека треба од малите поточиња да се здружиме и да создадеме една голема, моќна река, која што никој нема да може да ја запреме. Звучи идеалистички, но тоа сум јас, тоа се моите желби, тоа е мојата енергија едноставно. Сакам идеален свет, полн со правда, со љубов, и секако веќе таа скриена рака тугинска која што е тука присутна и на која што изслугуваме, и тие политичари една за секогаш да ги победиме и да си тераме во прав. Тоа е тоа, луѓе, ви благодарам. Смела ми беше интересно ова видео, малце беше воинствено, малце беше искрено, малце беше интересно, за мене барем. Јас секогаш ќе си окажувам тоа што го мислам, без разлика на тоа колку се луѓето политички коректни, колку ме напаѓаат, колку ме мразат, колку сето тоа, нема врска, јас го кажувам тоа што го гледам и ја кажувам реалната ситуација каква е. Ако ви се допаѓа темата, енергијата, сето тоа што го работам, поддржете ме, луѓе, станете членови на YouTube каналот Сонцогор, донирајте, помагајте, дај да се здружуваме, давајте и вие некоја идеја, да бидеме активни, да видат дека има активност и секако да си го избркаме злото или ламјата од Македонија. Ви благодарам. Ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.